кратко траеше стражата на ДУИ пред Уставниот суд околу употребата на законот за јазици. Во ово издание на тренинг со оговорник ќе биде професор доктор Весна Костовска од Институтот за македонски јазик. Добро дојдовте во емисијата. Добре, најдов ви благодарам на поканата, голема чест. Професор Костовска, чуму таков отпор околу употребата на законот за јазици? Од каде тој антагонизам? Тоа е еден долг процес, пред се мислам дека е резултат на тоа што околу јазиците секогаш многу повеќе се политизира отколку и се користи како маша во собирање поени, собирање на гласачи, и тоа е многу одамна. Не е сега тоа, туку и не знам, некако циклично се повторува, ми се чини по потреба, дека треба да дојде, дека треба да се браниме. Мислам дека тие пропусти кога не се формулирало како што треба, нели, тој момент без антагонизам, со една спокојност, нели, да се решаваат тие проблеми, нели, предизвикуваат се повеќе и повеќе таков антагонизам и секогаш се создава една состојба на кога ми се чини кога треба. Во момент кога треба да се или да се одврати вниманието од нешто, или за да се добијат поени. Секогаш ќе има незадоволни, нели, во смисла, но како велиме, еден компромис во кој и двете страни би биле незадоволни и една работа, мислам, страшно нелогично, страшно изгледа дека ќе кажеме дека треба дека може да се учи албанскиот и ромскиот и влашкиот јазик и српскиот јазик, нели, во училиштата за приближување, за создавање на една многу попријатна атмосфера, а ние со тоа што еве сега се формира стража, па имаме реакции, ништо не може да се реши така како што е кога е една таква збувната ситуација. Наместо нашите лингвисти да предложат воведување и на албанскиот јазик во основните училишта за сите, тие во постојугословенски супермациски манир говорат за ексклузивитет на македонскиот јазик. Па токму на тој начин и со меѓусебно почитување, вреднување и говорење ќе се постигне најголемата заштита на македонскиот јазик. Како јазикот на заблудата да се замени со јазикот на рационалноста? Многу тешко, морам да кажам, затоа што секаква реакција некому да се спомне дека ќе се учи, нели, албанскиот јазик има ужасни реакции, ужасни. И просто не знам, мислам, тоа е веќе не е на тоа ниво решавањето или законски или како, тука е веќе еден ментален склоп, тука е еден културолошки скок треба да се направи, бидејќи ние сме многу паднати во тој поглед и треба да се добие едно чувство дека не постои опасност, дека не е страшно, дека може и, мислам, навистина чувство, мене ми е криво што јас и на времето, иако на факултет имавме албански јазик, јас не го научив. Колку ќе ми беше добро да го знаев во многу сфери и за работа, нели, но и за комуникација. Постои едно мислење, тука навистина ни јас не можам да рашленам, дека на тој начин ќе се разделиме, дека не постои еден официјален јазик, нели, и дека нема да можеме да се разбереме. Не знам, мислам тук и на тој, и тоа е поле за размислување, но никогаш не треба да биде тоа еден страв, една отпор, не е само кон јазикот, знаеме ние дека меѓуетничките односи се разгоруваат, дека никогаш, велам, еден период наназад, малку се, нели, стабилизираат тие односи, се создаваше една попријатна атмосфера. Мене, искрено, многу ми стана непријатно кога повторно почнаа тие нешта да се разговоруваат, најмногу заради лични интереси, поради политички поени и мислам, просто е страшно. Мислам, ако размислиме дека
пред извесен период, нели, се случуваше Смилковското диво населје и секакви, нели, такви ситуации. Мислам дека беа дури и намерно предизвикувани, се оди до една граница, ај може ништо нема да стане, ајде сега да се расправаме. Професор Костовска, како може да зборуваме за афирмација и негување на македонскиот јазик надвор кога ние всушност не знаеме дома да си го негуваме? По моите податоци до кои дојдов, ние во моментов, например, располагаме со многу мал број на лекторати низ светот. Долго време Институтот за македонски јазик беше на маргините на запуштеност. Конечно излезе институтот од таа летаргија, 24 годишна летаргија. Што значеше тоа? Па ние требаше да си се само затвориме. Одеа во пензија, немаше нов кадар, ние веќе застаруваме и едноставно немаше потреба некој нам да ни го загрози јазикот. Клучна врата, нема институт за македонски јазик и што од тоа? Истото беше и со еден период, дојде и до тоа дека треба привремено да се затвори катедрата за македонски јазик. Тоа беше голем шок. Тоа не смее да никој ни да го помисли. Потоа навистина се намалува бројот на студенти на катедрата за македонски јазик, но сега има други нешта што ако се остваруваат преку тој закон за македонски јазик што се донесе, може навистина тоа да влијае на зголемување на интересот за студирање на катедрата. Зарем не е поразителен податокот дека се помалци имаме говорители на македонски јазик, се почесто или се поинтензивно се користиме со англицизми или странцизми? И па тоа е, како да кажам, еден проблем на културолошко ниво. Значи, како ние размислуваме за јазикот, нели, нормално може да си постои јазична полиција, да бидеме и ние како институт, нели, и да постои и во законот за македонски јазик има постои сега дека секоја институција јавна, законодавна, извршна, треба да има лектор, нели? И токму заради тоа се зголеми бројот на интересенти да студираат, да полагаат на за лекторска лиценца. И мислам дека тоа е еден правец кој не е само кај нас проблем, нели, со интернетот и со се, но секако дека ако постои поголема лична свест, поголемо лично чувство и љубов кон јазикот, нели, сите ќе дадеме еден придонес во тоа да се подигне нивото на јазикот. Англицизмите многу навлегуваат, навистина, тоа е една стара тема. Професор Костовска, вие во една прилика имате изјавено јазикот не припаѓа на ниедна фракција, партија и идеологија. Имаме обиди за имагинарни и деструктивни ставови, дека тој ќе биде асимилиран во Европската унија, во ситуација колку може воопшто да се зборува за загрозување на македонскиот јазик кога тој е признат во Обединетите нации, признат е од страна на Фронтекс. Дали всушност македонскиот јазик ние го користиме за билдање на националните чувства? Па точно, тоа е една имагинарно, нели, застрашување, пред се јазикот во сите состојби се опстана, нели, се додека има говорители, ќе има и јазик, нели. Само една држава не го признава нашиот јазик, нели, инаку во светски рамки е признат. И, нели, зборувам и за тоа дека тоа е само политички елемент, затоа што никој не спомнува дека имаме преведување на македонски книги на бугарски јазик и бугарски автори на македонски јазик. Зарем тоа не е најголемото признание дека ние сме посебни јазици? Мислам, тоа е имагинарен страв. Имагинарен, кој на некој начин веќе доби некој нереален замав, нели, и со тоа што јавноста се
се тера да се чувствува загрозено, не само за македонски јазик, општо. Зошто таква тенденција воопшто во општеството дека сме загрозени, дека ние сме онеправдани, напротив, ние треба секогаш да бидеме исправени, горди, да сме свесни дека имаме прекрасен јазик, дека треба да го негуваме, на тоа да се сконцентрираме, да го употребуваме, да си го збогатуваме, да представува јазик кој ни овозможува да комуницираме и со другите и да едноставно да се изразуваме себе си, да твориме на тој јазик. Како вие го објаснувате фактот што меѓу нашите македонските писатели, академици, па и кај бугарските писатели, ние имаме дела кои се преведуваат на македонски и на бугарски. Кој ја создава таа слика на обиди на оспорување? Тие постојат оспорувања. Мислам одамна, уште како дете, нели? Јас се сеќавам за тоа дека постојат оспорувања, не е страшно, но тие не треба да бидат толку преувеличување и толку да се одговара постојано, нели, на тие провокации на таков начин. Ние на провокациите ќе одговориме ако тука си го реализираме јазикот, тука си го создаваме јазикот во понатаму, нели, во некои по високи форми. Каде води таа национал-патриотска реторика, речник? Тоа е, како да ви кажам, тоа е една патетика што се повторува. Па дури морам да кажам дека и постојат писатели во времето во Југославија, не сакам ништо да именувам, нели, меѓутоа кога сега како возрастна, нели, како многу повозрастна ги пречитувам тие работи, гледам дека постојано нешто било тој нагласен патриотизам и со нагласено стравување, тежина, нели се. Но ние сме биле токму во еден период кога процветувала македонската држава, нели, во тој период во рамките на Југославија. И културата, и воопшто науката, и животот процветувал, а писателите многу настојувале да кукаат постојано. Еве, јас зборувам во тој поглед. Истото е и сега. Значи, ние не сме толку трагични, не сме толку загрозени, гледаме што се случува по светот, нели? Јас ако за нешто инсистирам и животот е краток. Јас треба да инсистирам за сите животи понатаму и да творам и за сите тука кај нас. На тоа да се насочиме. Отиде животот во патриотизам. Така? А патриотизам е нешто сосема друго. Што е за вас патриотизмот? Како вие го разбирате? За мене патриотизмот е да во мојот домен, нели, што се однесува професионален, да дадам се од себе, да навистина да ги секој што да го пренесува македонскиот јазик на неколку полиња, нели, и во однос на мојата научна работа, па и во однос на мојата професорска работа. Еве ќе кажам, мислам, јас навистина му се восхитувам на Блаже Коневски, затоа што го следам и во однос на науката, не можам. Јас сум одушевена како еден човек во тој повоен период успева да даде толку голем принос во многу области за македонскиот јазик, во историјата на македонскиот јазик, граматиката на македонскиот јазик. Бидејќи тоа се мои прирачници, нели? Толку имало работел на тоа, толку податоци, а немал некои предходници со толку научен, нели, стил да работат на јазикот, тој прави едно грандиозно дело. Зарем тоа е патриотизам. Понатаму, например, понатаму ги читав неговите кажувања што се што ги има разговори, што ги има направено писателот Цане Андреевски со него, тоа е исто едно прекрасно дело каде што се гледа неговиот растот
на Блаже Конески од тој период, нели, поствоен, кога постоела една, нели, патриотизам, еден социјалистички, нели, социјалистичка визија. Тој веќе станува многу посветски. Со текот на возраста, сите негови размислувања веќе добиваат една друга димензија за јазикот, за тој соживот, за почитување на јазиците и се. Тоа е неверојатно нешто. Така треба и ние, треба да растеме. И патриотизам, да се приспособуваме на времето. Благодарам за гостувањето. И благодарам и на вас. Следевте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Вечерва во емисијата беа подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Каја Шукова, поранешниот министер за финансии професорот Трајко Славевски, како и професор доктор Весна Костовска од Институтот за македонски јазик. Довидување, се гледаме за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути.